Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојавте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце. Се надевам ве наоѓам во пријатен амбиент, затоа што и треба малце да е така попријатен амбиент кога температурите се повисоки. Искрено да ви кажам, ја многу и не се припотресувам на ова време. Напротив, се чувствувам многу пријатно. Неприродно ми е студеното, неприродно ми е сивото, неприродно ми е калта, сивилото, голите гранки од дрвјата. Тоа ми е многу неприродна работа. Се асоцира на некој постапокалиптично нешто што нема живот некако се обиду да преживее и така натаму. Овдека, кога ќе дојдат вакви денови, кога надвор е времето како фен топол да те дува, многумина, ја ги разбирам, помладите луѓе се клетџи, се не сакаат вакви работи, сакаат снег, зима, затоа што и снегот и зимата, нели, те тера да имаш поскапа опрема, поскапата опрема па те прави пошми. Ама не сум ја заради тоа, ја го сакам снегот и така натаму, но снегот и скијањето е пред се статус. Никогаш нашите предци не трчале да се бутаат у снегови. Напротив, го чекале ова време, оти ова време носи живот, ова време носи храна за преку цела година. Ова е време кое не храни со витамини. 20 минути изложени на сонце секој ден ни создава толку силен имунитет и пред се природен витамин Д. Знаете, витаминот Д кај луѓето е нешто како фотосинтезата кај дрвјата кога се создава хлорофилот. Бидејќи хлорофилот е стварно еден чудесен процес. Тоа е хемиски процес кој зависи од светлината. Исто и ние, и нашиот имунитет се зголемува во оној момент кога директно сме изложени нашата кожа на сонце и се создава витамин Д, без оглед дали сме жолти, црни, бели и така натаму, дали имаме или немаме пигмент, ние таа хемикалија делува. И ние колку биоритамот ни оди погоре, здравствено се чувствуваме подобро, затоа што имаме поголема размена на материи, повеќе се потиме. Луѓето, ја не можам, особено ми е многу ми е криво, лично ми е криво заради мачењето, особено кај дамите, кои просто е хорор во современото живење и трчаат од едно студенило во друго, зборам простории толку климатизирани да температурите, ако е надвор 35-6 степена, внатре е под 21. И они се пресреќни да нема перспирација, да нема потење, да се седи колку може постудено. Во такви продавници дури и не влегувам, непријатно е, дури може и да ти се слоши заради температурната разлика. И затоа многу ми е поприродно ладењето во вакви простори со вентилатор. Вентилаторот е прекрасно нешто. Тоа е една блага промаја која за 1-2 степена го спушта, ја спушта температурата, таман онака да ја смири кожата, да издишеш, да можеш да задремеш, да заспиеш, некоја циркулација онака убава, здрава, да ја почувствуваш. Но не, ние се научивме на се ова, само се надевам дека барем ги имате. Гледате колку е тоа добро. Не, феноменално е за чување месо, кебапчиња, за чување нели, млечни производи, да не ти се расипат, бидејќи природното, она што сакаме да го заштитиме, единствено најдобро што цивилизацијата го направила е струјата, поточно фрижидерот. Ништо друго, све друго е naked balls. Туку, знаете, доаѓаат сега овие денови, се така наречени прекрасни денови на прекрасна светлина. Иако во моментов планетата Земја стигна најдалеку оддалечена од Сонцето, но аголот незин е таков во моментов да
сончевите зраци паѓаат многу право. Кога паѓаат под прав агол, тогаш е потопло, кога се искосува, тогаш е поладно. Но се случува една чудна, убава работа во естетиката. Имено, за околу 15-20 дена ќе се случи, има еден ден во годината, уметниците тоа го знаат и они ме научија на тоа, а тоа е утрото без сенки. Има еден ден во годината или неколку дена во годината, кога учениците во уметничките училишта или во академиите ги носат некаде сабајле 5 или 6, затоа што само во летно време може да се доживее во вистински оној спектакл светлина без сенки. Ја имам сенки, очите не ми ги гледате. Тука сум. Ништо убаво за гледање. Туку, знаете, ја малку се чудев заради таа работа и неколку пати ми се случува да станам и да прошетам низ парк, да прошетам низ шума, да прошетам меѓу дрва, токму во такви моменти, па дури низ урбана средина. Треба да го погодите тој момент. Значи, силна е светлината, сонцето не е изгреано и нема сенка. И од било која страна да застанете е иста количина на дифузна светлина, ама природна дифузна светлина. И тогаш уметниците наоѓаат нова суштина и форма на објект, субјект, било што да сликаат или е цел на нивната уметничка експресија, на перцепирање на реалното, природното или надприродното. Зошто мене лично нити сум уметник, јас сум краен евнух, јас сум човек кој не е способен нота да напише. Ја не знам песна да направам, ја не знам да насликам. Знам да шкрабнам тука и таму по некој текстче, не знам скулптура, уметноста е туѓа за мене. Јас сум едноставно опериран од уметност, од математика. За жал лцнале превише емоции кај мене кои повеќе ми делуваат како канцер, одошто како нешто возвишено и така што луѓето не би требало да се многу среќни ако се многу емотивни. Човек треба да ги стави добро под лед емоциите и силно да ги контролира, тоа се нарекува емоционална интелигенција. Тоа не те прави социопат, тоа те прави здрава личност. Секоја крајност е шизофренија, па дури и да е преоптеретена и со премногу љубов. Ништо не е... Секоја крајност е шизофренија. Средината е негдека на тоа. Но зашто овој ден, ова време, толку ме фасцинира? Знаете, држав еден монолог пред известно време за носталгијата. И носталгијата е стварно се повеќе ми тежи, затоа што ми е како сидро за овој свет. Значи, сакам да ја симнам, не сакам веќе ни да ги гледам старите фотографии од моето детство. Не сакам више ни бившите девојки да ги гледам затоа што веќе некој од нив и си замина. Не сакам ни бившите пријатели да ги паметам и да ги знам затоа што има иднина во некое мое семејство, во некои деца, па и да ги немам во денешницата на живењето. И сакам да се откачам од се она што ме влече на овој свет и да се откачам од сите оние непотребни... Знаете, ми ја одзема силата за да направам исчекор. Велат, до 50 година човек што ќе направи. Јас сум 60 години и имам некоја мисла дека уште нешто можам, ама го чувствувам тоа сидро ме влече, не губам здив, ама тонам како во жива кал, се ми е потешко и не ја сакам носталгијата затоа што не ми дава отворен ум за она што го носи денешницата и го носи утрешнината. Затоа старите стареат и умираат и се неспособни да направат нови исчекори како младите, затоа што уште размислуваат за времето на Лазо, на Тито,
кога они биле млади, како било убаво у нивните години, у 50-ти, у 60-ти, у 70-ти, 80-ти, 90-ти и така натаму, и го губат моментот на сегашноста. И 50-ти, и 60-ти, и 70-ти, и 80-ти имале своји прекрасни и ужасни работи, исто како и денес. И кога ќе се сетам на своето детство, кога ќе извадам сега, прво сега све што правам, наоѓам фотографии годиниве, ги скенирам и им ги праќам на и каква грешка направив, човече. Ја им се извинувам на сите бивши пријатели, пријателки, девојки, соработници, кои ги вознемирив со фотографии, со кои сум бил сликан, па им ги испратив, многу чудно реагираат и така натаму. Нема да го направам тоа и стварно моја грешка е. Некои се израдуваат, некои се благодарни, но заборавам, не секој ги доживува како што јас сум ги доживувал. Никоја ќе ги искенирам и ќе ги испратам, ги кинам за да не остане. Зошто? Знаете, сметам како ќе ме доживеат моите деца кога јас ќе заминам. Како да направам тоа да не биде тежина и трагедија за нив. Да, мислам, нонсенс е човек да не размислува за крајот на својот живот и како ќе замине од овдека, достоинствено или недостоинствено. Ние многу себично, ние уште ги држиме децата околу нас, ние трулееме во нашите кревети, се повеќе бараме помош од нив, наместо на клоци да ги избркаме, што помалку да не гледаат, што помалку да ни слугуваат, што помалку со нас да ни бидат, за да ги ослободиме од ова бреме, што ова бреме мене ме носи, мојата носталгија. Неќам јас нив носталгија да им бидам. Сакам да ги ослободам. И не ова некоја патетика, ова е многу практично. Затоа што знам колку мене ми било тешко, и нека тој христијански подвиг за помош на ближниот, нека го направат спрема својата сопруга, спрема своето дете, не спрема мене. Не спрема мене. Би сакал, јас сум како мачки, сакам да сум како мачките. Знаете, куче кој ќе ти се разболи, кога му е тешко, оно доаѓа, цвили, у нозе ти се пика, ти плачеш, оно плаче, тешко му е, знаеш дека му доаѓа крајот, а толку се 10-15 години живеат. И така натаму, затоа нели ја викам слон ќе земам да чувам, желка ќе земам од Галапагос што живее 200 години да ме надживее, да не ја гледам како заминува пред мене. Мачката е прекрасна. Таа кој ќе се разболи, ќе се пикне у црна дупка и никого не гњави, ќе се свитка во собственото и ќе се испушти душа. И нема ништо подобро. За мене. Јас сакам така. Зошто? Затоа што така избрав. Така чувствувам. Не да се тресам, да се распајам, траумите да ги гледам до последниот здив, не идам во старачки дом, не идам во болница, тука, чувај ме, ја цел живот сум те чувал. Си ги уништуваме собствените деца на крај, толку ги негуваме, толку ги правиме и собствената фамилија која мора да не трча затоа што ние сме кукавици, не сме храбри, не можеме да се откачиме од животот. Достоинствено. И кога ќе се сетам на моето детство, сликите на детството и на минатото, па дали тоа било и у диско, кога сум бил дисџокеј, добро, има тука по некоја боја, но оние подалечните се баш како црно-бели слики. А црно-белата слика има таа магија да е некако сивкасто се. Нели? Нема сенки, нема драстични бои, и кога ќе се замисли, затвори ги очите и сети се на некоја твоја младост, не е тоа колоризирано. Кога ќе се ги видиш луѓето кои ги познаваш, се е тоа некако црно, бело, сиви тонови, некоја боја бледа која се прелева и така натаму. И затоа ме потсеќа на овој ден без сенки, исто како кога сонувам и кога ќе се разбудиш, нели викаат не се сонува во боја, ретко ќе видиш бои, обично ги сонуваш. И тоа е оној
мислам дека е тоа една носталгија од нешто сосема друго. Има една поголема носталгија која имаме закопано. Имено свесноста за вечен живот. Ние се расправаме за вечен живот. Не постои суштество, атом, материја, било каков интелект кој има спознание, чувство, инстинкт за вечен живот. Од каде ни е тогаш нас? Од каде ни е тогаш нас? Тоа е исто како што имаме инстинкт кога сме жедни да пиеме вода, знаеме како да се напиеме вода. Кога треба да извршиме нужда, знаеме што треба да направиме. Не треба мајка, татко. Да сте родени на пуст остров, знаете што треба да направите за да јадете, знаете што треба да направите за основно преживување. Од каде ни е тогаш чувството за вечен живот? Затоа што го сме го имале. Затоа што сме го имале и носталгијата во суштина е таму. Таа е правата носталгија која треба да ни ги прикрие сите овие бедни, материјални, непотребни, нелогични носталгии кои не влечат. Знаете, да не идам во религија. Еве ќе ви кажам по Стивен Хокинг, ќе ви кажам по сите научни докази, дека се што е универзумот обстанува во некоја форма. Значи, секој здив, секој гест, секој фотон, секоја секунда од било што да се направи, е некаква информација. Информацијата не се губи. Ова е многу вулгарно за да има некаква поетика во ова. Но, знаете, вишата математика и поезијата, колку е математиката на повисоко ниво, толку и поезијата, и они се сретнуваат, и се прекрстуваат, и се вкрстуваат. И затоа науката во врвната свој, колку иде поголемо, пошироко, погоре, поблиску и до поезијата, и до религијата, и до филозофијата. И од каде ни е тоа нас чувство за вечен живот? Некои ќе речат, не, тоа е нагонот за самоодржување, те тера и те лаже дека постои вечен живот. Не, драги мои. Тоа е инстинкт. Знаеш, имам мачка која е одгледана од мала, која ништо не научила од својата мајка. Од каде ги знае што треба она да направи кога се породува, како да ги исчисти своите мали, како да направи некои гестови за самоодржување. Од каде им е тој импринт? Тоа е биос, како во компјутер. Кога ќе го стартуваш, он ќе стартува нешто. Дали iOS, дали Windows 10, дали Windows 7, дали Linux, дали Unix или некој друг систем, нешто ќе стартува. Но основата, биосот, да може да комуницира хардверот со софтверот, е даден. Е импринт, како ДНК. ДНК е база на податоци, врз која се базираме ние, која не може да еволуира од некаква чорба, па случајно да се среди. Затоа што ако прашате било кој програмер, дали може најбенигна програма, вирус или било што, да произведе еден компјутер, ако прави некаква гаргара, бучкуруш во својот систем, да произведе по случајност некаква рандом квантна случајност да произведе било каква програма. Сите ќе ви кажат дека е невозможно. Затоа и за мене е доказ дека се што сме е некакво интелигентно дело на еден виш интелект кој го нарекуваме Господ, космос, универзум, кој може би се ова околу нас и е Господ. Се е универзум. Живот во живот, во живот, во живот, во живот, во живот. Без можност да се спознае, но со дадено чувство да се живее. Ако сум создаден од љубов
моето онтолошко промашување ми е многу бенигно. Не во сваќањето, дали сум го сватил и сум го разбрал Бог, затоа што мене ме одредуваат не моите сваќања, туку моите дела. Така што тоа што ќе постирате на Facebook и што лепите икони и што паѓате у несвест и така натаму е ништожно. Дури и да немаш што да направиш и кому да направиш, имаш литургија. Тоа е подвиг. Мал подвиг. Многу е лесен. Бесплатен е. Ништо не бара. Само да му се посветиш. Па еве, во една цела Македонија, што мислите, колку верници има? Максимум 500. И тоа со се вкупното свештенство и монаштво. И пак сега се враќам каде е моето онтолошко промашување. Во литургијата, во нелитургијата, во грешките од минатото, што сум бил ова или сум правел она, или не сум се покајал, или сум се покајал, се е тоа во ред. Мојата грешка е она што ми недостасува во овие моменти, ја се подсетувам, ова топло време ме подсетува на она што ми треба. Знаете што ми треба? Сега заборавете ги сите овие мои тиради од 40 минути во кои се обидувам да пополнам просторот и не знам што попаметно да кажам во овие летни жештини, кога, нели, ни гости не можеш да донесеш, сите откажуваат, сите се пребегани по грчки плажи, лапаат гира по лежалки. Мене ми останува едно време на кое се подсетувам, ги бирам зборовите, затоа замолкнувам, не голтам кнедли. Името моето право на досада. Знаете, животот ни е даден за да го живееме, телото ни е дадено да се движиме. Ништо од тоа не правиме. Нити живееме, нити се движеме, лежиме како џаба дхат, јадеме, гледаме телевизија, примаме некакви информации со кои не знаеме што да правиме, кои ни создаваат агресија, па пцуеме после по социјални мрежи. Јас зборам за нешто сосема друго што ме подсетува, што е носталгија, иако свети апостол Павле вика кога бев дете се однесував како дете, но кога стана возрасен, кога стана возрасен? Што стана? Отвори профил на Facebook и плюкаше све живо и дево. Да живее ВМРО, да живее СДСМ, УА ВМРО, УА СДСМ. Се сеќам дека овие часови, уште сега е околу 21 часот, бев надвор, некаде некое градилиште, знаеш, она во социјалистичката градба, кога идевме и градевме, а се сеќавам, градилиштата траја по 10-15 години, па оставени, па не се гради, па ќе се гради. А за нас прекрасно место за децата, градилиште беше едно од најубавите работи да си играш. Па кога ќе се збрцавме у тоа песокот, и ќе легнеш на песокот, и кога ќе се загледаш у небо, понака ќе се изгубиш. Дури не она америчко, но она, гледаме облици на облаците, какви облици. Не е онака, толку си уморен, немаш мисла, едноставно клапнеш на тој топол песок под себе, цел си у прашина, ништо не ти смета, се ти е рамно, се чувствуваш како да си ти дел од песокот, со дел од небото, се е некако, се е како што треба. И еве доаѓа одмор. И одморот малце продуховениот човек нема да си дозволи. Он ќе биде постојано и во молитва, како монак, во подвиг. Мене ми фали 5 минути во денот, сам на себе, атеистички да ги поминам во еден празен поглед. Да ми се изгуби интелектот, да ми се изгуби душата, да ми се изгуби се. Ништо, никаква потреба да не заслужувам своја, да задоволувам. Жед, глад, страст, љубов, нељубов и така натаму. Како буден, а да спијам.
Тоа ми треба во моето право на досада на 5 минути, не 5 часа, 5 минути. Бидејќи надвор од ова веќе е антихумано, античовечки, антиегзистенцијално. Ама ми треба. У моментов тоа ми треба. Не знам, утре ќе бидам со друга енергија и со се. Ми треба да чучнам на работот од улицата и онака да го гледам асфалтот, да ја гледам таа мравката како иде. Па некоја кола ќе помине, па продолжувам во тоа и не знам зошто го правам тоа. Ама не можам сега да го направам. Не можам да бидам како оние тетки на 60 години што идат со искинати фармерки и глумат шипарици од 18 години. Не сакам да глумам дете кога не сум дете. Но детско ми фали да го чувствувам светот. Не знам како да го постигнам тоа. Ми требаат книги, ми требаат филмови, ми треба сон, ми треба... Не знам што ми треба. Ми треба да исклучам на кратко. Ми треба анестезија малку затоа што стварно не е животот претежок. Претежок си го направив. Дали разбирате, не се надворешните фактори виновни за ова. Не е мојава работа виновна. Не се моите деца виновни, не е мојот шеф виновен, не е мојата партија или мојата антипартија виновна за ова. Никој. Не. Објективни проблеми не постојат. Дури и кога ќе добиеш метак у чело, до моментот додека не ти го згасне, објективен проблем ти во суштина немаш. Ништо не ти е проблем. Се ти е избор и да уживаш во состојаниот избор. Дури и да не ти е наметна, дури и да е болест, дури и да е депресија, дури да е канцер, дури да е било што најлошо што може да ти се случи. Е само чувство кое у момент те кине од цел универзум. Перверзно изгледаат за многумина и за овој свет монасите, кога ќе замине некој, кога ќе зборам замине, сметам, кога ќе испушти душ, кога ќе заврши со битусувањето на овој свет, монасите меѓу себе си викаат, ај па на твоја глава. И тоа не го викаат со перверзија, нити желба побрзо да се прекрати животот, туку со радост и среќа дека нивниот брак оди во Царството Небесно, поим кој ништо нам не ни значи, кој ние само го опишуваме со ливади, со рајски порти, со нешто што не можеме да го разбереме. Ама ја инстинктивно го разбирам. Тој ден е недела, затоа што не се работи. Тој ден е како литургија, но не во црква, туку на отворено, на светло, каде што нема сенки. И тука се сите информации. Се што сум направил и добро и лошо, се што сте направиле добро и лошо, со сите знаења и незнаења, и ќе оправдаме се и ќе го измериме овој универзум вреди ли, заслужува или не заслужува да продолжи. Ако заслужува, ќе се преиначи, ако не заслужува, ќе заврши во ентропија. И тоа е динамиката која постојано ќе биде и била во битисувањето. Моето право на досада. Одиме со реклами.